Почитувани гледачи, добре дојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Кристина Костова, а од денешните вести кои власта не сака да ги знаете, издвојуваме. Опозицијата опстои на одлуката за бојкот. Градоначалниците на СДСМ се откажаа од функциите за доброто на Македонија. Партиите од Сојузот за иднината го поддржаа бојкотот на локалните избори. Ја донесовме најтешката одлука во историјата на партијата, вели Црвенковски во интервју за Дојче Веле. Македонската опозиција, здружена во Сојузот за иднината, остана на одлуката за бојкот на локалните избори. Со ова, опозиционерите покажаа дека ги ставаат интересите на граѓаните и враќањето на демократијата пред функциите и личната корист, а опозицијата опстои на ставот дека под црниот понеделник и насилството врз пратениците во собранието, единствено можно решение за политичката криза се предвремени парламентарни избори. Пратениците од опозицијата ги потпишаа оставките и најавија дека ќе ги депонираат до собранието на денот на локалните избори. Актуелните градоначалници на СДСМ во Куманово, Охрид и Струмица соопштија дека ќе ја почитуваат одлуката на опозицијата за бојкот на локалните избори и дека нема да се кандидираат за уште еден мандат на локалните избори. Според подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и градоначалник на Струмица Зоран Заев, кај него превладало чувството дека Македонија под оваа власт оди надолу и дека во актуелната ситуација бојкотот останува единствен начин да се принуди власта да организира предвремени парламентарни избори, со што би се вратила демократијата во земјата. И кумановскиот градоначалник Зоран Дамјановски истакна дека останал на одлуката да не се кандидира за овие избори и дека ставот на партијата за него е Библија. Цврсто за одлуката на опозицијата за бојкот застана и охридскиот градоначалник Александар Петрески. Тој вели дека ниту за милиметар не се поместуваат ставовите на СДСМ и Сојузот за иднината. Стефче Јакимовски го напушти СДСМ и Сојузот за иднината и во последен момент поднесе кандидатура за градоначалник на општина Карпош. Јакимовски изјави дека за оваа одлука имал големи притисоци и дека до последен момент се двоумел дали да поднесе кандидатура. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија велат дека со оваа одлука Јакимовски ги предал интересите на партијата, на коалицијата, како и на движењето на отпорот и затоа повеќе не е член на СДСМ. Сите партии кои членуваат во опозицијскиот сојуз за иднината ја поддржаа одлуката да се оди на бојкот на локалните избори и изразија увереност дека ова е вистинскиот пат да се одбрани демократијата во Македонија. Во соопштението на Либерално-демократската партија се вели дека на седницата на Централниот одбор на партијата било констатирано дека единството во партиите во Сојузот за иднината сега е поизразено од кога било. И извршниот комитет на Либералната партија во саботата донесе одлука партијата да се приклучи кон бојкотот на изборите. Одлуката за бојкот на Либералната партија е преседан во нашата партиска историја, но истата е последица на политичката криза предизвикана со настаните од 24 декември 2012 година, се вели во соопштението на Либералната партија. Истата одлука изминатиот викенд ја соопштија и останатите членки на коалицијата Сојуз за иднината. Кон бојкотот се приклучуваат и ВМРО Народна партија, Партијата за европска иднина, Српската напредна странка, Партијата за движење на турците во Македонија, како и сите останати партии кои се дел од опозицијската коалиција. Во интервју за Дојче Веле, лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски оцени дека одлуката за бојкот на локалните избори била една од најтешките во историјата на партијата. Црвенковски вели дека опозицијата е свесна за последиците од оваа одлука, но додава дека уште повеќе е свесна за одговорноста што би ја презела доколку со своите постапки стане соучесник на власта во инсталирањето на партиско-полицискиот режим, газењето и рушењето на демократијата. Учеството на локалните избори без договор за одржување на предвремени парламентарни избори би создало привидна нормалност и легитимитет на актуелната власт. А ако и сакаме добро на оваа наша држава, оваа власт не треба да се легитимира, туку час поскоро да се порази, вели Црвенковски за Дојче Веле. Не е точно дека со бојкотот граѓаните ќе немаат избор.
Тие го имаат изборот и се наоѓаат пред клучниот избор. Дали молчешкум и со наведната глава ќе се согласат да живеат во страв и без каква било перспектива, или ќе се решат да пружат отпор, да си ја вратат државата назад, да ја одбранат слободата, демократијата, правдата и днината, своја и на своите деца. А тоа е најважниот избор, додава Црвенковски. Тој, меѓу другото, истакнува дека, иако во изминативе 20 дена нама са биле ставени повеќе иницијативи и предлози кои нудеа излез од политичката криза, Никола Груевски и ВМРО-ДПМН ги одбиле буквално сите. Очигледно е дека Груевски се реши за продлабочување на кризата и за загрозување на евроатлантските перспективи само затоа што се плаши од гласот на народот, заклучува Црвенковски.